Добро утро, почитувани гледачи. Редовен термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје. Во неа ова утро зборуваме за дискус хернија, која е чест здравствен проблем. Кои се митовите, кои се вистините за дискус хернија, а сето тоа убаво ќе ни го објасни доктор Лејла Манчев, специјалист физијатар од специјалистичката ординација за физикална терапија и рехабилитација Матар Медика. Добро утро, доктор Лејла, и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата. Да. Пред да почнеме да зборуваме за дискус хернија и како убаво и интересно ми предложивте да зборуваме малку за вистините и митовите околу дискус хернијата, ќе ги интересира сите оние посебно кои што го имаат проблемот, но дали ваквото променливо време со кое се соочуваме периодов значи дека кај многумина се активираат одредени проблеми или болки, се жалат ли, доаѓаат ли и прашуваат што да прават кај вас во ординација? Да, влијае времето токму ваквите промени и во надворешниот атмосферски притисок влијае и на рецепторите во зглобовите и така да се понагласени болките и се поприсутни пациентите. Дискус хернијата е нешто малце поинаку, има улога и е некоја состојба која што е навистина од секогаш, затоа и сакав да зборуваме малце кои се митовите, кои се навистина одредени јасни показатели што е дискус хернијата, како настанува и што може да влијаеме ние како, нели, да ја подобриме, да ја стопираме или да ја излечиме. Така да, и самите пациенти секогаш, нели, односно луѓето кои што го имаат овој проблем, веројатно си ги поставуваат прашањата што да правам кога ќе се случи, така, каква терапија, колку време да биде терапијата, дали операција, дали не, каде да се обратам, ама тоа се, нели, прашања на кои што ќе го дадеме одговорот. Одговорот, да, ќе се потрудиме. Она што е многу битно дека е состојба која што се лекува. Јас тоа сакам број еден да речам секогаш мит дека не е излечива или дека мора потхитно или дека мора да се оперира, не е точно. Постојат луѓе и пациенти кои што ја имаат дискус хернијата, но немаат никакви симптоми и не мора да значи дека ќе имаат. И не мора да значи дека ќе имаат проблем. Меѓутоа, постојат уште поголем број на пациенти кои што имаат проблем и се решава. Многу е битно начинот во која фаза од почетокот на дискусот, во која фаза како се лекува и како да се насочи пациентот, за да не напредува, да не дојде до последици кои што водат до инвалидитет и или до операција, која што е веќе поинаков начин на лекување. Она што е исто битно дека во народот, меѓу пациентите, во секојдневните наши амбуланти доаѓаат мисли излизга дискот, не излезе и така натаму. Самиот термин дискусот не може да се лизга. Јас донесов и еден модел на пршлени како изгледа. Значи нашиот рбетен столб е составен од пршлени, тоа се 24 пршлени од вратот, средниот дел на грбот и долниот дел, долногрбниот дел. И тоа е измеѓу секој пршлен се наоѓа диск. Зошто и се нарекува дискус? Дискусот е една еластична формација која што е формирана како еден вид желатинозна маса. Зошто е тоа така? Таа е потребна заради нашите секојдневни движења и секојдневно функционирање на рбетот и еластичноста се должи на овие дискуси. Самиот диск е многу заштитен и не може да се излизга така лесно или да излезе. Зашто е заштитен? Пред се затоа што околу него има една прстенаста структура која што е сврзно ткиво, цврсто ткиво и која што го држи дискусот. Внатре тоа желатинозно, јас сакам да го кажам како желе, некој пат го објаснувам на моите пациенти. И перничиња, како ги кажуваат уште. И тој прстен околу дискусот ја држи таа маса многу по-концентрирана и по-компактна. И исто така, измеѓу секој, она не може само од себе да движи така лесно, тоа е сепак се заедно поврзано со многу лигаменти околу, постојат лигаменти кои што се многу цврсти и ја го држат и го ограничуваат движењето на нашиот рбет. Постои ограничувања. Но истовремено имаат и мускулни структури околу сето ова и тоа е тој еден цел систем кој што на нас ни ги овозможува движењата во секојдневниот живот, нашите било какви спортски, физички активности и слично. Она што е битно за дискусот, дека ова е еластична структура која што ги амортизира нашите движења.
да можеме ние да се наведнуваме, да функционираме, а да немаме никакви, иначе без дискусот не би имало можност движењето да се случи. При дискус хернијата, што настанува и како настанува? Настанува да при одредени, дали при подигнување на потежок товар, значи дали е при засилена физичка активност во смисол кај интензивни физички напори, потоа кај недоволно физички активни луѓе. Значи, од една до друга крајност можеме. Иако премногу сте физички активен, иако и од воопшто не недоволно сте физичка активност, од преголема телесна тежина, што се случува при преголема тежина, па дискусот е под постојан напон и под постојано оптоварување. И мора да амортизира дискусот. И токму тоа го прави пооптоварен и склоност да биде предиспониран за тој човек да направи дискус хернија. Што значи самиот збор хернија? Значи дека дискусот е на некој начин приклештен. Но што е приклештено? Не е дискусот, дискусот излегува. Еве што се случува кога при одредено движење ќе попушти натрета желатинозна маса, ќе го пробие прстенот и едно мало меурче настанува надув, и тоа се вика дискален надув. Тоа е оној прв степен кога почнува процесот на дискус хернија, и тоа е се уште многу рана фаза. И викаме кога е, да речеме, најраната фаза најблагодарна за лекување, а е една од најболните, кога е голема болката. Зашто е голема болката? Затоа што ова меурче, овој надув што ќе се направи од дискусот, го притиска ова жолтото, што секој се прикажува убаво на камерата, значи е нервот каде што излегува, тоа е спинален нерв што поминува од спиналниот канал, ова е мозокот спинален, значи рбетниот мозок, од каде што излегуваат нервите. И точно се знае на кое ниво, каде ќе биде дискусот, ќе го притисне нервот. И на тој начин сега, откако ќе биде притиснат нервот, пациентот почнува да ги чувствува тие симптоми големи. Што значи? Почнува прво болката, со голема болка, почнува трнење или како мравјање да се опишува, трнење во целиот екстремитет, зависно од нивото на кое што ќе се јави дискус хернијата. Значи може да се јави најчесто во долниот дел од грбот, како лумбален дел, нели стручно ние го викаме, или во вратот. Многу поретко се јавува во средината на грбот. Тоа е поретка во најголем процент, да, 90% во грбот, во долниот дел од половината, крстот и вратниот дел. Тука може да се јави дискус хернија на било кое ниво, на било кој дел од дискусот, зависно што сме го оптеретиле. Јас имав сега минатава недела пациент со траума, предизвикан значи дискус хернија од траума, од удар силен, значи градежен работник и во грбниот дел. Значи тоа се тие такви. Се останатото најразлични причини, така затоа може да дојде. Мораме да погледнеме блок реклами. До каде што застанавме, потоа продолжуваме понатаму. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не после рекламите, продолжуваме со разговорот, а секако ве покануваме и да се јавите и да поставите прашање. Продолжуваме со разговорот со доктор Лела Манчев, специјалист физијатар, и сега продолжуваме каде што застанавме. Одлично е вака кога можеме и да видиме што е тоа што се случува кога ќе речеме имам дискус хернија. Така, да. Го покажавте меурчето кое што се појавува и притиска на нервот. Така. Таа фаза, и рековте, најинтензивна е болката, така, во тој момент? Така започнува таа акутна болка. Тоа е практично дискус хернијата минува низ 4 фази. Почетната фаза се вика надув, и тоа е едно благо надувување, тоа мало топче се уште не е до толку излезено, него едно благо е, само го пробива тој прстен што го држи тој дискус, тоа перниче. И тоа е прв степен кога почнува да боли, и обично настанува, дури некој пат голем дел од пациентите ќе ми кажа дека и го слушнале тоа како напукнување, како звук во кичмата, во крстот, при одредено било какво лизнување, наведнување, кревање на товар и слично.
Потоа е следната фаза се вика протрузија, кога веќе протрудира, значи тоа значи дека веќе дискусот или тоа меурче од дискусот, делче, парче кое што тргнува, протрудира. Малку веќе е излезено и почнува да напредува. Третата фаза е екструзија, кога е голем дел од дискусот веќе и тоа топче е голем дел и тоа што значи дека притисок, дека нервот, спиналниот нерв, нервот што се наоѓа локално во тој дел точно од дискусот, во тој дел од меѓу пршлените е притиснат и е во континуиран притисок. И тоа што значи? Да речам, јас сликовито го објаснувам на моите пациенти дека како да го фатите прстот на врата, да ја стиснете вратата и да стои така. И он е во континуирана пресија и притисок и бол. И значи пациентот како год да се заврти и да се намести има болка. Ќе ја чувствува болка. Има болка, затоа што е тука континуирано притиснат нервот. Четвртата фаза е фаза кога овој дел од дискусот, тој дел од тоа перниче ќе биде на некој начин исецкано или секвестрирано, така се вика фазата секвестрација, значи едно делче од дискусот ќе се одлепи и дури може да влезе во спиналниот канал и тогаш веќе е една ситуација која што бара самата болка неиздржлива на пациентот, самите симптоми укажуваат на една акутност и бара хитно да се интервенира и можеби тука е веќе буквално и за неколку часа се работи дека треба да се интервенира оперативно. Се тоа се целиот овој процес и ни сите овие фази течат, секој со своите симптоми течат. Треба добар професионалец да ги препознае симптомите и во која фаза што да се употреби. Затоа што да негдека кај одредени симптоми, како што се промени во малата и големата нужда, значи тука да не може да го контролира одењето во тоалет и тогаш се тие хитни сати и часови кога мора да се обрати на хирург. Практично тука се вклучува неврохирург. Се до тогаш ние физијатрите, невролози, радиолози кои што сите тоа учествуваме тимски во сето тоа да го дијагностицираме и да го лекуваме пациентот, потоа се вклучува на крајот во одредени само во многу мал процент се вклучува и неврохирург кога треба да се интервенира оперативно. Кога веќе така е во таа многу поодмината фаза и исцрпени се сите можности што претходно ни биле на располагање. Тоа е најбитно, да се исцрпат прво сите можности, но одредени, но тука е битно она препознавањето на симптомите. Кога и кој ќе се вклучи во лекувањето за правилно да се со пресостојбата се спречи. А како се доаѓа до таа трета и четврта фаза последна? Да, што значи дека пациентот нешто правел, не правел, внимавал, не внимавал или индивидуално е некого многу поинтензивно ќе биде изразен? Така, тоа е сега различни се фазите и навистина е плејада на симптоми кои што се развиваат кај секој пациент посебно. Ако се работи да речеме еве за дискус хернија на вратот, пациентот почнува со една акутна болка во вратот и потоа почнува со трнење подолж раката, прстите, буквално еве не може да ја крене чашата со вода. Не може да ја фати и да ја крене. Буквално во буквална смисла на зборот, слабост на екстремитетот, да речеме ако е од вратот. Ако е на долниот дел од кичмата, почнува симптоматологијата со болка во половината, болка во крстот и има мравки, така го опишуваат како струја подолж најчесто е еден екстремитет. Многу ретко и во други, тоа се сосема други состојби кога се и двата екстремитета. Меѓутоа најчесто е едната нога долж, трнење се до прстите од ногата, од стапалото, со чувство на слабост, движењето е слабо, не може да ја крене пациентот. Мисли дека може да ја крене ногата, но не може да ја крене затоа што има слабост во ногата, чувство на тежина, некој пат ќе се изразат, ја чувствувам како олово да ми е ногата, така тешка таа нога. Тоа се се симптоми кои што се развиваат како резултат на дискус хернија. Она што е многу битно, и еден од митовите најчести е дека дискусот е само за повозрасни. Дискус хернија како состојба не е точно. Значи, најголемата вистина дека баш напротив дискус хернијата се најавува најчесто во меѓу третата и петата декада од животот. Кај помладите и оние на средна возраст, така? Така, средна возраст, а јас можам да кажам и се помлади. Често пати во ординација ќе влезат помладите, леле да не сум само јас тука помлади, која ќе види дека навистина лежат се помлади.
А зашто помлади? Затоа што овој диск и ова еластичност на дискусот дозволува само кај помлади да оди да прави такви видови и помлади само прават такви видови екстремни спортови, екстремни движења. Имаме млади жени кои што одат на пазар или креваат голема тешко, неправилно носење на тежината. Да, тежината. вчера во амбулантата рече 20 кила си стави во една рака, од пазар си натрупав целата и после вика утре сабајлето се разбудив, раката веќе не ми функционира, ја чувствувам вика дека не можам да ја мрдам, ми трне и така натаму. Тоа се причини, значи не е точно дека ова е на состојба само на кај возрастните заради процесот на старење, оние некои дегенеративни напротив, процеси. кај помладите е дури почеста, но и полесно се лекува, побрзо може да се лекува само ако се лекува правилно. Така, вистинската терапија. Затоа што кај постарите па овие дискуси се со помала еластичност, кај повозрастните, значи помалку се еластични, помалку вода, дехидрирани ги викаме ние дискови, затоа што е нормален дегенеративниот процес во рбетот и во сите зглобови кај повозрастен човек. И зглобчињата тука постаат зглобови мали, тоа се овие измеѓу секој пршлен, тие се викаат фасетни зглобови, се тие кои што исто така се оштетени, дегенерирани, изабени, со некој ете така да кажам збор, и сето тоа не дозволува да дискусот има таква еластичност и можност да кај помлад човек и организам. Можност да флуктуира, да речем, можност да нешто да прави некои такви поднаводници екскурзии, но таму се јавуваат друг вид болки, дегенеративни болки, кои што исто имаат болка, малтене болката е лумбална исто. Но разликата, кога станува збор за дискус хернија, има трнење долж ногата, има невропатска болка, е таа наречена, која што доаѓа како резултат на компресија или притисок на нервот. И тогаш тогаш води долж целиот екстремитет, долж тој дел каде што влегува во мускулот нервот. Така да тоа се тие битни нивоа и во диагностиката ние се многу битни да одредиме на кое ниво, затоа што не е тоа нешто непознаница. Ние точно знаеме на кое ниво е настанат дискусот со точно одредени методи. Така да. Имаме гледач на линија да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Извинете што малку почекавте, ама нема добро проблем. е да се слушне сето ова, така? Поздрав до вас и до докторката. Добар. Јас имам, брза ќе бидам, дискус хермија на кичмата. Меѓутоа, пред 5 години блокада ставив, сега немам проблем. Али ногата лева имам голем проблем и таму сум ставала во карлица блокади и во колкот. И пијам аркоксија 120, меѓутоа ја делам по пола. Некојаш по потреба пијам и бруфен и блокмакс. Меѓутоа ногата и понатака ми трне и кога спијам мускулите ми се кочат. Дали да продолжам со аркоксија или со инекси? Тоа ми е прашањето. Ви благодарам многу. Да, само останете на линија да праша доктор Лила. Да, добро. Многу беше битно да ми каже дали после блокадите, тоа е една од лекувањето, еден начин од лекувањето се тие блокади кои што се аплицираат, се инфузира лек кој што се аплицира измеѓу пршлените, значи да се ослободи тој дел, затоа што тука кога ќе се направи дискусот се воспалува нервот и тука има воспаление баш и треба да се тоа од притисокот на нервот се воспалува, постои воспаление, меѓутоа тоа е тука локално и таа болка е баш како да речам јас така го опишувам како да си се исекол па се набабрило. Тоа е воспалување на нервот кое што предизвикува и со таков лек на блокада се намалува болката и едно од лекувањата, да речеме се уште и пак и тоа проценка на кое ниво ќе се стави, дали колку ќе е успешно, како е ставено, дали е под компјутерска томографија и слично. После блокадата, после извесен период се прави физикална терапија. Значи има кога и како е после такви блокади, затоа што делумно се ослободува воспалението локално при такви блокади, но делумно останува оштетен нервот. А тоа што значи? Зависи колку долго бил притиснат. Она што ме прашавте и колку долго и колку ќе се развива во која фаза. Значи, имаме одредена временска рамка која што
ја кажуваме на пациентите од почетокот на дискусот. Што ќе се развива, правиме програм кај секој пациент. И колку време ќе ни треба за оваа фаза, за да не преде во другата фаза, затоа што ако чекаме повеќе од 4 месеци, а е со огромни и постојано континуирани притисок овој нерв, понатаму дури и операција нема да го решава. Постојано ќе биде со болка. И да се изоперира и да не се оперира, нервот е оштетен. Нервниот сигнал што оди што е пуштен се до крајот, до секое прсте наше, до врвот од прстот, значи се оштетени и тогаш е многу споро оди лекувањето. Токму она што го кажа пациентката. Малку повеќе внимание да посветиме на ваквата состојба, не само имам дискус хернија, па да не чекаме напад од болката да дојде, па да ја санираме, да ја ублажиме малку, па до следното нешто да не преземаме ништо. Доктор Лела, извинете, истата гледачка повторно се јави, бидејќи се исклучи нели претходно. Ајде повелете само да слушнете доктор Лела едно прашање дополнително до вас. Сакавше изгледа докторката да ме праша. Ете така, слушнете сега. Да, компјутерски ми се прави. Одлично. И можам да издржам со таа блокада 4 до 5 месеци. Да. Толку можам да издржам. Дали правевте? Повеќе не можам да издржам. И ајде само слушнете го прашањето од... Дали правевте физикални терапии после тоа? Физикална ми е забранета, затоа што имам прерипување на срцето на 4 места. Добро, аритмија имате. Добро. Доволно е ова, така? Да. Ви благодариме уште еднаш. Ви благодарам и ја. Да. Јас ќе советувам на пациентката точно дека одредени процедури се забранети. Не се индицираат кај еве срцеви болесници, значи што имаат промени, аритмија и операции на срце и стентови и сето тоа. Меѓутоа постојат и начини кои што и кај нив, кај тие пациенти имаме ние што да дадеме. Ние се само струите тие што лекуваат. Значи постојат навистина и методи и начини на кои што можеме да помогнеме со дел од физикалната терапија. Тоа е дел од физикалната. Да речеме со едноставни само вежби може да и се олесни болката. Ама навистина да ги вежба. Затоа што прават сите пациенти кога ќе започне големата болка, ако е помлад пациентот, тогаш почнува да вежба поинтензивно во голема болка. И се прават обратно некако. И работата е да не се доведеме до таа болка да се вежба редовно. Тоа е превентивно. Но кога ќе настане болката, тогаш постои поинаков начин на третман. Првите 2 до 3 дена потребно е навистина да се одмори, затоа што се работи за локално воспаление, кое што бара да се одмори малце организмот. Еве пациентката ја спомна аркоксијата, тоа е еден изнимно да речам силен колку време може и колку треба бидејќи нели се доста силни јаки. Тие се така, значи треба ограничено, недела па и до 2 недели и толку треба да завршиме со тоа таква интензивна аналгетска терапија, фармаколошка терапија и се продолжува, се почнува и кај пациентката и покрај тоа и да има аритмија и да има било какви срцеви проблеми, постојат вежби кои што навистина што прават вежбите. Ќе го олеснат притисокот на дискот, ќе го олеснат со тоа што со благи екстензии за полека дискусот сам да му се помогне да се врати на лежиштето. И ако возраста не ни дозволува, пошто тие движења се поограничени кај повозрастни, значи да се олесни оваа симптоматологија, па постојат благи масажи долж екстремитетот, па постојат и други состојби кои што може да и помогнат, ама да се прават соодветно и секој ден, дисциплинирано. Така. Да го слушнеме следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Поздрав до телевизијата, сакам да ја просим докторката да имам добро стоење, имам скршени 2 прстени. Не можам да стам на нозе, не можам. Само легнати. Ако поодам малку боли, само нададам методите и стомахот ми се подува. Ми дадат на појаси. Да носам. Само стомахот ми се подува, а не чувствувам нешто подобро. Апсинам давди, не знам колку ја ми сијано,
Веќе зберете некои зрчите за болка да се сиди. Така, сега веројатно тонот на телевизорот не ви е намален, нешто ве слушаме, нешто не Нешто успеваме не да да разбираме, слушнеме, да. така дека болка не може да Дека се е стои, залегната, разбрав, Така, дека да, е- само ќе погледнеме блок реклами, па ќе го слушнете советот и препораката од она што вие ни го поставивте како прашање. И веднаш по рекламите да одговориме на гледачката, иако рековме дека убаво не ја слушнавме до крај, Не ма слушнав фативме до некои крај. моменти. Дали- Нешто рече скршено, пукнато, Да, така? дали е напукнат, затоа што кај повозрастните сега тука имаме многу прашања, дали е возрастна пациентката, колку години, дали се развива остеопороза, затоа што при остеопороза намалување на густината на коската се намалува и густината на самите пршлени. И знаат над 70 години кај повозрастните, ако има развиена остеопороза, значи не е доволно третирано да се намали, да се зголеми калциумот, да се зголеми D-витаминот и слично, се стопира остеопорозата, тогаш овие пршлени спонтано знаат да напукнуваат. Тоа се така наречени компресивни фрактури кои што се заради резултат на долго седење, долго лежење, пациенти кои што лежат во кревет, како што рече она дека подолго сум залежана, и знаат спонтано да напукнат овие пршлени и тоа е многу болно. Буквално секое помрднување и придвижување на рбетот во било која позиција и лежењето е болно. И токму ради тоа им се аплицира појас така наречен целосен за да го ограничи движењето на човекот, меѓутоа тоа е сега секогаш многу дискутабилно колку ќе го носи, време, тука треба да. индивидуална проценка, колку ќе го носи пациентот, затоа што па од друга страна колку повеќе носи такви појаси, подолго го носи појасот и во денот, луѓето се навикнуваат, пациентите па и се спијат, моите некои има ќе јас и преспав. И сигурни се, убаво така си дека мисли кога се го имаат чувствуваат појас. и слично, Да. меѓутоа ја прави мрзлива мускулатурата, се потпира на појасот, а не ја прави нашата мускулатура треба секојдневно да биде во движење и подвижна за да може да биде во тонус мускулот добар и да не штити, затоа што оваа структура преку 140 мускули го чуваат овој дел на рбетниот мозок наш и Затоа на велиме нервите. рбетот е многу сложена структура, Да, така? е сложена структура и затоа е битно да го чуваме. Да го чуваме, така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторката и до Ви водителката. благодариме. Имам проблем ова. Оперисана сум пред 7 години, L4, L5. И така, мислам помна тоа, повторно ме фати раката, трнење на раката, на ногата. Одевме на невролог. Не давала 300 лекарства и на крај ми прати на рече магнетна. И најдова ова стеноза на спиналниот храна, ова 2 милиметра, и подхитно рекла, подхитна операција. Но дојде короната, ова 3-4 години се маткав така, со болки непокретна. Така. И се оперирав. Бидејќи се извинувам, сме при крајот на емисијата. Доволно е ова, доктор Лела, за да го дадеме советот и препораката. Еве, слушнете. Да, значи спинална стеноза е една апсолутна индикација кога причина за зависно и колкав е степенот на стенозата, значи ако е потполна стеноза, мора да се интервенира и баш како што кажав во неколку часа дури, затоа што има и намалена контрола над мокрињето и слично, и така да тоа се симптоми кои што бараат и оперативно лекување како кај пациентката, што не значи дека после некое оперативно лекување, јас имам многу пациенти кои што и се решиле да се подвргнат на оперативен третман, но истовремено повторно се јавила дискус хернија. Може да се јави на истото ниво, може да се јави на ниво погори, подолеве, пациентката рече лумбално е оперирана, а има трнење и по раката, што значи има и дискус хернија на вратот веќе. Така да има тука и некоја можеби и генетска компонента на предиспозиција дали ќе настане, но истовремено и што правиме и после операцијата. Еден дел од пациентите се многу дисциплинирани, еден дел некако им олеснува или помалку или повеќе и се ослободуваат, не вежбаат редовно. Основно, например, имам стварно дисциплинирани пациенти кои што навистина вежбаат и ја одржуваат состојбата да не дојде до повторување. Да, третманот е во голем дел, не можам да кажам точен процент, ама ќе кажаме над 95% сигурно
е процент на конзервативно лекување на дискус хернијата. Така, и се постигнува ефектот И се со тоа да се постигнува. внимава за Сега да не се имаме повторуваат тие многу болки. модерни така. новини, многу модерни терапии, многу напредна технологија која што ни дозволува навистина да му помогнеме на пациентот без операција. Така, Постојат навистина многу, физикалната терапија нуди многу опции. Така да. Имаме уште еден гледач, Ајде. ама сме на крајот на емисијата. Ајде, кратко. Ќе мора се кратко ова да го направиме. Добро утро, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете со прашањето. Поздрав до емисијата. И едно прашање. Ајде, повеле. Поздрав до емисијата. Да, ве слушаме. Повелете со прашањето, ќе ве замолам само побрзо ако може. Едно прашање. 40 години имав на кичмата. Скроз бех неподвижен една недела. И морав во бања, во Тежовица, и тамо имав голем успех. Така. И А проблемот кој што сега го имате, може ли само кратко да ни кажете? И од тогај, сега имам 75 години, од тогај немам никакви проблеми. Само пред 10 години Тогаш имала епизода. почнаа на доле на екстремитетите, прстите. Да. Ми почнаа нон-стоп да ми тркнат. Така, еве сега ќе слушнете, Тоа да, значи се она банјското што го- лекување пред банјското кога имала лекување 40 исто години, така. ако убаво така разбравме. А Но сега веќе? многу убаво е што не потсети пациентката и Да. банското лекување е едно од лекувањата, особено на вистина бањата Кежовица е многу поволна за Да. пациентите со дискус хернија, има посебен вид на радиоактивност на мала која што многу поволно делува на состојбите на дискус хернија, но не во акутната фаза. Значи, тука треба баш лекарот специјалист, физијатар, и таму имаме физијатар да одреди во која состојба ќе го прими за банско лекување пациентот. Она што е многу битно кај овие пациенти, сите што ни се јавија и што не слушаат, е да советуваме што да прават во првите денови. Најбитно е мирувањето првите до 2 до 3 дена, но начинот на мирување. Јас кажувам стално на моите пациенти, лежењето да биде на грб со свиткани нозе, полусвиткани или на перници. Понатаму, ако е на страна, обавезно да биде екстремитетот, таа нога што боли, што трне, што ја чувствува, да биде секогаш од горниот дел. Значи, да не не врз се неа. така, да Да. не се лежи врз незе, него таа да биде горе и со перница меѓу колената. Мало перниче, не огромно, за да тој притисок, овој притисок што го објаснувавме, што го Да. прави надувот и самиот дискус, да се намалува. Понатаму, да не става топло во првите денови. Обично тоа кај нашиот народ, Да го така затоплиме првично да го местото, затоплиме така, за да го- местото. Не, дури во првите 2 до 3 дена се става ладни облоги, меѓутоа поубаво е да се остави на нас да им кажеме што да правиме. Така, Кај кога одредени спијат, состојби, во текот на кога спиењето? спијат рековме да бидат со перница меѓу нозе, на страна или на грб, никако на стомак. Она што значи и секогаш јас и претходно кажувам на пациентите кои и мала болка досетат што не е поврзана со дискус хернија, прв совет е да не се спие на стомак. Луѓето што спијат на стомак да пробат да се одвикнат. Така. На страна со перница меѓу нозе или на грб со полусвиткани носа, и она што е многу битно, да не се остане залежан. Тоа Да. беа некои постари препораки порано по цел месец се оставаа да лежат пациентите во кревет. Па мускулатурата уште толку ќе ослабне Или ќе речат, па јас не можам да мрднам, не можам значи морам да лежам. мрдам и Значи така мораат останува. полека така да стануваат. Значи да се стимулира пациентот сам и ние помагаме да направи мали прошетки на рамно. Тоа не значи сега да се тргне 3 километри 5 да се пешачи, него мали прошетки на рамно, малтene и после третиот ден да стане заради мускулатурата, заради целокупната состојба да може рбетот пополека да ја враќа својата првобитна состојба, но да се избегнуваат движења како што се наведнување, особено по возрастен ако е пациентот, наведнување, кревање на товар, значи движење кај што се излегувањето од кола е потешко, миењето над кога се внимателни да бидат, утринско. веќе Сите тие движења допринеле, придонеле, односно довеле до таква состојба. да се бидат свесни како полека се Така. прават и да се одбегнуваат, значи само да се залежи пациентот, него буквално и тогаш даваме фармаколошка терапија, лекови да се смири тоа воспалување и потоа преминуваме кон останатите Така. физикални модалитети. Да.
Времето толку ни дозволува. Да, ама многу кажавме и многу совети упативме нели до потрудивме, нашите да. гледачи. Ви благодарам за гостувањето. Се гледаме и Благодарам и на последна вас. прилика. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.